Ние интервју со Ана Дурловски, македонска оперска пејачка, сопранистка, првенка на македонската опера и балет. Добро дојдовте во студиото на Мија. Благодарам за поканата. Може би да кажам повод за ова интервју е нешто што неодамна најавивте, одбележување на 25 годишнината од вашето работење, од вашата кариера, јубилеј на уметничката сцена со еден новогодишен концерт во Скопје. За почеток, ќе може ли да не откриете каква програма подготвувате, дали ќе има некои новини, некои изненадувања за публиката? Добро, ние овој концерт го замисливме како една интимна приказна што сакаме да ја споделиме со публиката. Всушност, нашиот пат е заеднички, така сакавме и да го одбележиме заедно со голем симфониски оркестар. Тоа што ја одбележуваше нашата работа во текот на овие 25 години е љубовта, музиката, носталгијата и сето тоа е преточено практично во композициите кои што ќе ги изведеме. Тоа се македонски љубовни песни, аранжирани за голем симфониски оркестар. Маестрално би рекла аранжирани од Сони Петровски. И ете на тој начин, преку диалог со публиката, музички ќе кажам, да се одбележи овај наш скромен јубилеј. Добро, не е баш скромен, 25 години е навистина еден долг период во кој што имате големи достигнувања. Каде ќе се одржи концертот и на 17 декември, мислам дека беше? 17 декември во салонот на Македонска опера и балет. Со тоа што ние мислевме дека ќе одржиме еден концерт, но интересот на вистина е голем и решивме сепак да има и втор концерт, бидејќи влезниците се распродадени, тоа на вистина брзо, така да вториот концерт ќе биде на 16 декември. Одлично. Од Music Verein во Виена го најавивте овој ваш јубилеј, ова случување, овој настан, преку социјалните медиуми со вашиот сопруг Игор Дурловски. Таму настапувавте со Македонската филхармонија, се одбележуваше 80 години од работењето на филхармонијата на некој начин. Меѓу другото, пред публиката се, да кажам, одекна и тешкото. Многу емоционално се почувствува сето тоа и тука во Македонија, секако и таму на сцената, но ева од прва рака ваш впечаток за тој настап, она што ние успеавме да го чуеме дека имало и солзи меѓу публиката. Знаете како, тоа е еден храм на европската уметност. Немаше поубав начин да се одбележи овој јубилеј на Македонската филхармонија. Да, сите бевме возбудени, сите бевме почестени, во исто време и благодарни заради тоа што можевме да ја делиме сцената со навистина имиња кои што се од музичката, би рекла, не само литература и воопшто музички тој достиг од највисоки размери, како Карајан, Абадо, да се биде на таа една иста сцена и при тоа да се на моменти да се чувствуваш и од нивното присуство да им го чувствуваш е навистина една посебна ситуација. И би рекла дека се чувствува и минливоста на сите нас, но тоа што останува е музиката, која што е вечна. Така да верувам дека не сум единствена со овие чувства и сум благодарна на можноста и на тоа дека успеавме македонската музика да ја презентираме на европската престолнина. И тие беа навистина благодарни заради тоа што одбравме таков репертоар, бидејќи не секаде може да се слушне за ова богатство ние што го имам. Веќе споминавте јубилеот го одбележувате со љубовни песни. Вие, Игор Дурловски, сте еден од, може да кажам, ретките уметнички парови кои што заедно ја градите кариерата, секако дека имате и одвоени проекти. Сега тука би ве прашала дали е тоа предност или понекогаш и не е.
Во секој случај е предност, но мора да има услови за навистина тоа да испадне на крајот една успешна приказна. Морате да бидете зрели, да се радувате на тугиот успех. Едноставно ние имавме практично 2 кариери кои што не често пати се сретнува, немаа допирни точки многу пати во текот на овие 25 години, но тогаш кога се случувале тие моменти е нешто што не се опишува, тоа не може да се каже кога заедно сте дел од една музичка креација, тоа ниту еден режисер, ниту еден диригент не може да го направи со сета своја маестралност, тие моменти кога ви се допират погледите, кога истиот сензибилитет реагира на истата фраза или на дадениот тон. Така да тоа се некои работи кои што не сите уметници ги имаат доживеано и ете тоа е дел од нашата заеднички, како привилегија. 25 години на сцената, дебитиравте како Лучија ди Ламермур, голем број настапи, признанија, награди. Кога ќе погледнете на нас, што сметате дека е вашето најголемо достигнување во овие 2,5 децении? Па добро, јас не би издвоила тука ниту една представа или сцена. Некоја омилена награда, која што ви значи премногу? Ниту награда не би одвоила. Тоа што би го кажала е дека навистина да се профилираш со еден свој сензибилитет, би рекла, кој што е препознатлив, тоа е можеби најголемото достигнување. Заради тоа што да, интерпретацијата е тука, музиката е тука, но доколку не успеете да ја доловите или да ја предадете приказната на публиката, останува тој еден зид, кој што јас морам да кажам, горда сум на тоа, успевав да го пробијам, е контактот со публиката, низ тој специфичен израз, ви кажала, таа една германска школа на водење на театар, на музичкиот театар, каде што не е музиката во преден план, туку заедно паралелно оди со сценското действие, односно со глумата, би рекла. Тоа е каде што тоа е патот каде што јас се профилирав и на кој што сум горда. А може би тоа ви помогнало за нешто што ќе ве прашам во следното прашање, таа германска школа, како го пронаоѓате внатрешниот карактер? Не е лесно да се влегува од еден во друг лик, нели да се соживеете со ликот. Например, кога изведувавте Кралицата на ноќта или Лучија ди Ламермур, кој е тој момент што ве поврзува со ликот? Дали се тоа некои специјални техники или едноставно се препуштате на емоцијата? Добро, ние имаме еден процес на работа, на изработка на ликот. Сето тоа почнува уште нотите кои ќе ги погледнете. Тоа е некоја индивидуална работа која што вие самите работите. Но моментот кога ќе се сретнете со режисерскиот тим и процесот кој што трае минимум 6 недели, вие секој ден сте се поблиску и поблиску до ликот. Наоѓате, јас барем така имам пристапувано, наоѓам заеднички точки или се обидувам да го разберам. И навистина искрено влегувам во суштината на операта, заради тоа што е центарот на операта. По мене не е музиката, туку е човекот. Човекот со сите негови емоции, со сите болки, радости, таги кои што и фрустрации на крајот на криштата, а се дел од една приказна која што има и минато и иднина. И тука е предизвикот да што поавтентично да влезете во карактерот на улогата, а сето тоа може да се пренесе
како во тоа време што е традиционално напишана операта, така и во денешно време или во било кое. Актуелни се човечки судбини и различни Апсолутно, животни случувања секогаш. Ваше орудие меѓу другото и гласот, едно од најважните, освен нели глумата која што треба да интерпретирате. Како го одржувате во топ форма, особено кога имате чести настапи еден по друг, например? Па добро, изискува навистина многу дисциплина. Имате ли некои техники, вежбате ли нешто, мирувате? Да, вежбањето е наш дел од животот. Рекла, не поминува ден да не сте било тоа физички или ментално поврзани со некој проблем кој што треба да го решите, зборам условно во смисол на градење на улогата или на зададеното музичко дело. Но тоа би го рекла како еден составен дел и нешто што не го сметам за работа или за некоја посебна активност. Тоа што можеби треба да се нагласи, би кажала, е начинот на кој што го живеете животот. Сега тука навистина умереноста е на прво место и бидејќи нашето тело е инструментот со кој што владееме, треба сепак да му ги овозможиме идеалните услови, во смисол да не тогаш има помалку зборување. За други теми повеќе насочување. За жал, често мораме да одбиеме дружби или среќавање со драги луѓе во одредени локали каде што не се оптимални условите, но тоа не спречува тоа да го живееме животот како сите нормални луѓе. Така е. Вашиот пат од Скопје до европските оперски сцени е навистина импозантен, импресивен. Кои беа клучните моменти или личности кои што ви помогнаа да го направите пробивот на меѓународната сцена? Добро, јас не знам од каде да почнам, заради тоа што сепак почетокот 25 години само почнав. Но тука неминовно е да почнам од моето семејство, да започнам од моите родители кои што ми ја дадоа поддршката во мојата желба да се посветам на една ваква професија. Потоа тука се редат луѓето од кои што навистина се имам научено. Како првата професорка Билјана Јовановска Екимовска тука во Скопје. Потоа во Виена Оливера Милјаковиќ. Па се до, би рекла, пресвртница или човекот кој што ме открие, Јоан Холендер, кој што тој беше тогашен директор на државната опера, штатс-операта во Виена. И така да мојот пат се трасираше, би кажала да, јас давав се од себе, но без помошта на тие, јас ги нарекувам ангели кои што во дадени моменти ми се појавува во текот на овој 25 годишен пат, немаше да стасам до тука каде што сум се. Светот се менува, исто така и преференциите на младите. Нивната перцепција и фокус не е онаков какви што биле нашите, например, во времето кога немало социјални медиуми, интернет, па сега и вештачка интелигенција. Колку операта интересна за младите генерации? Дали сметате дека е потребно некаков вид на освежување, приближување до помладите? Па видите, јас верувам дека операта е интересна за младите. Проблемот е во тоа дека светот навистина се менува со енормна брзина и не секогаш уметноста успева да го држи чекорот со тие промени. Сега тука би кажала дека таа фрагментарен начин на наблюдување на младите изискува да се смени начинот на кој што ние ќе ја презентираме операта. Вниманието е покусо, да, значително покусо. Сега тука можеби ние мораме да најдеме
нова допирна точка или нов начин како ќе го презентираме, заради тоа што верувам дека низ тие нови експериментални начини ќе успееме да ги заинтересираме и да допреме до нив. Заради тоа што на крајот на криштата, како што ви кажав, по центарот на операта е сепак човекот. И ако настапиме автентично и искрено, верувам дека ќе успееме таа нова публика да ја регрутираме и да па на крајот на криштата и да најдеме нов начин, нов јазик на кој што ќе ја презентираме операта. Тоа секако дека би кажала од моето искуство во западниот свет веќе се оди во чекор, се каска сепак кон сите овие промени, но се оди. Би требало можеби со поголем интензитет во тие некои традиционални средини да се обидеме, да испровоцираме и да видиме што ќе се случи. Тука би ве прашала сега следно прашање, кои беа најтешките моменти во вашата кариера и што во тие моменти ве држеше фокусирана и инспирирана да продолжите понатаму? Па добро, не би кажала се дека тоа се работи кои што би кажала дека ми било малку потешко кога го оформувавме семејството, па кога имате 3 мали деца и непроспани ноќи, треба да пеете представа вечерта, не е баш лесно, но од друга страна ќе видите дека всушност за што се е човек спремен и што се може да направи. Јас дури би кажала дека во тој еден тежок период, ако можам така да го наречам, сум ги направила и најголемите чекори, и најголемите би кажала отскокнувања во мојата кариера. Обично е така. Тешките моменти не инспирираат повеќе да дадеме од себе. Така е. Од друга страна имаше и моменти кога тој уметнички и музички израз се обидуваше преку политички притисок да се сузбие. Јас тука останав доследна на моето, се изборив и зборам сега и во име на семејството да и понатаму останеме на овој пат и да всушност преку тоа нашата музика и интерпретација стане побогата. Кои се следните чекори по овој јубилеј? Размислувате ли за нови улоги, нови проекти, повторно враќање на некои од старите улоги? Па добро, тоа е еден процес кој што дали работите на врзан со јубилеот, да. Тоа што го подготвувам следно е моето гостување во Хамбург во Државната опера. Таму ќе се изведува една неизведуван оперски наслов од Моцарт. И тука се чувствувам на свој терен и ваквите проекти секогаш ме интригираат уште повеќе. Тоа што е на репертоарот што редовно го пеам се последната премиера што имавме во Македонска опера и балет на мајските оперски вечери, исто дел од прославата на 25 годишниот јубилеј Риголето во улогата на Джилда. Тоа е нешто што го изведувам тука во Македонската опера и балет. Нови улоги би рекла покрај таа што е во Хамбург се ја подготвам Џаниски Лаурета и секако Дон Ана во Дон Џовани и Алчина се представите кои што ме чекаат. Нема да биде досадно, јас секогаш со истиот жар и со истата љубов пристапувам кон секој настап и кон секој наслов. Па ќе ме прашат која ти е омилена улога, навистина не можам да изберам заради тоа што секоја ја сметам за дел од себе. Посебно сум љубоморна, би рекла, на улогите
односно во продукциите каде што сум била дел од премиерниот тим, така го чувствувам ексклузивитетот на улогата која што сум ја работела, без право секако. Но тоа е моje интимно гледање. Игрирале со улогата. Да. Ако би можела да опишете вашата кариера со една емоција или може би една сцена од оперска представа, која би била таа? Добро, вие мене ме прашавте во однос на нашиот заеднички јубилеј со Игор. Би рекла тоа е една, нели, стабилност во апсолутно нестабилна професија. Нашата професија е навистина неизвестна. Така има една сцена во Пелеас и Мелисанда од Дебиси, каде Аркел стои на брегот и гледа кон морето, а морето е темно, длабоко, мирно и се надзираат мали светленца. Така да, но во исто време со една сталоженост и со еден мирен поглед кон таа перспектива. Кон животот. Кон животот, во таа некоја неизвестност, но навистина со смиреност. За крај би ве прашала, ако би можеле да и се обратите на онаа млада Ана, која почнува својата кариера, од оваа перспектива што би ја порачала? Па не знам колку сум попаметна сега од младата Ана, но во секој случај знам што тогаш ми представувало тежина, во смисол дека сум се секирала или сум се навраќала на некои работи кои што во моментот не сум ги успеала така да ги направам како што сум замислила, но подоцна во текот на животот го добив одговорот зошто не се случиле тие работи, така да би рекла да и верувам на интуицијата и да не се секирам, се ќе биде како што треба да биде. Ана Дурловски, ми беше задоволство и ти благодарам за ова интервју за мене. Ви благодарам на поканата и ве поканувам на концертот. Благодарам. Секој добро.